Измина една година откако Комитетот за светско наследство донесе одлука на Охрид да му се даде уште една шанса за да покаже вистински напредок во исполнување на забелешките на УНЕСКО. За да го зачува статусот на заштитен град, мора да се справи со нелегалната градба, неконтролираниот урбан развој, експлоатацијата на крајбрежјето, уништувањето и загадувањето на животната средина. Но што во тој поглед направи државата и општината 365 дена подоцна. Почна да се руши на одредено место кај што има премногу дивоградби, а се руши една и, не знам, пред медиумите се представува како леле рушивме хотел, а воедно имаме уште едно 20 други дивоградби на истото место, кои што никој не ги гледа, не ги чепка, не ги... А и воедно не е само заштитениот појас, нели? Дивоградби имаме низ градов колку сакаш. Калкулацијата политичка е јасна. Едноставно треба, не знам, да си глув и слеп, да не гледаш што е проблемот. Дали е исправно рушењето или не, немам свој став, али имам став дека мора да функционира правната држава во сите аспекти, ако сакаме да имаме држава. Лично како граѓанин ми пречеше тоа што без план, без организација, без прашањето на сите граѓани кои живееме тука во околината, се гради нешто што ви узурпира простор, што ви пречи, што не е убаво за око и што му пречи на културната и историска и духовна баштина на Охридот. Треба да се исчисти од овде до Светинаум и од овде до Радошта, за да види кој што треба да биде. И покрај заедничката препорака на најголемата меѓународна мрежа за заштита на природата, IUCN и Меѓународниот совет за културно наследство и икономос, Охридскиот регион да се премести на листата на светско наследство во опасност, градот и државата лани во Баку добија нов временски рок до 1 февруари 2020 да постапат по 19 препораки на реактивната мисија на УНЕСКО од 2017 година. Но поради корона кризата, новата сесија на Комитетот за светско наследство е откажана за идната 2021 година, а до тогаш властите купуваат време, уверувајќи дека ќе се срушат сите дивоградби кои се граделе со децени наназад. Но тука не било во прашање постапувањето или не постапувањето само на општината, тука се останатите надлежни институции, инспекторати и обвинителството. Значи години наназад не функционирал еден цел систем и затоа ние денес имаме на ваква состојба. Георгиевски повторно избегна да одговори за колку точно дивоградби станува збор. Постојано калкулира со бројка од 15 на објекти, иако во регистарот на дивогради се внесени вкупно 1076, одив безмалку половина се во заштитениот појас. Екологистите силно критикуваа дека сите институции ги преспаа последниве 15 на години, кога континуирано се вршеше уништување на крвежето и целиот екосистем.